Следите вести на Канал 8. Добар ден. И годинава продолжи владината подршка за развој на аграрот, модернизација на земјоделскиот сектор и руралниот развој. Вкупно 140 милиони евра изнесува финансиската подршка која земјоделците ќе ја добијат за земјоделското производство во 2015-та. Истече рокот за поднесување на барањата, одзивот на земјоделците во востановените рамки. Со програмата за директна финансиска подршка во земјоделството за 2015 се предвидени 102 милиони евра за развој на земјоделското производство, а програмата за рурален развој изнесува околу 33 милиони евра. Заклучно со вторник, 30 јуни, истече рокот за поднесување барања за субвенции. Од подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Виница информираа дека процесот протекол непречено. Одзивот е сличен како минатогодишниот, а неголемиот дел од ланските субвенции се веќе исплатени. Заклучно со денешниот ден до подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство по програмата за финансиска подршка во 2015 година барања поднеле 1140 баратели. Скоро иста е бројката, околу 1100 имаме лани поднесено барање за основните мерки, плюс дополнително за мерките за производство на млеко, мерките за произведени и продадени производи во преработувачки капацитети и најголем дел од барателите за 2014 година се исплатени. Останува мал дел кои се во административна контрола. Според податоците од програмата за финансиска подршка на земјоделството за 2015, најголем дел од субвенциите или 50,6 милиони евра се наменети за растителното производство. 34,1 милион евра се предвидени за субвенционирање на сточарството. Од дополнителната подршка за развој на земјоделството, над 326.000 евра изнесуваат субвенциите за премии и осигурување. Помошта за заштита на земјоделско земјиште годинава изнесува 32.000 евра. Помошта за одделни категории носители на земјоделски стопанства 2,45 милиони евра, додека директната финансиска подршка за помош во сточарскиот сектор 163.000 евра. За материјални трошоци за спроведување на програмата се одвоени 245.000 евра. Во Виница земјоделците и сточарите покажале интерес во однос на сите предвидени мерки. Скоро за сите мерки по програмата за растително производство, сточарско производство, најголем дел е за растително производство, за житни култури, помал дел е за градинарство производство, за лозарство и за овоштарство производство. Исто така и имаме интерес за сточарско производство и помал дел за прва и втора фаза за производство за произведено и продадено млеко во преработувачки капацитети. Со програмата за финансиска подршка на земјоделството за 2015 се предвидени 13,8 милиони евра и за исплата на субвенции од претходните години. Критериумите за добивање субвенции останаа исти како и минатата година, што значи дека висината на поддршката се намалува со зголемување на пријавените површини или грла добиток. Според програмата, дополнителната поддршка од 5% ќе ја добијат регистрираните земјоделци кои имаат земјоделски стопанства, 10% поголеми субвенции ќе добијат младите фармери и дополнителна помош од 20% ќе добијат носители на семејно земјоделско стопанство кој е регистриран вршител на земјоделска дејност или е регистриран како индивидуален земјоделец. Ке има ли сиромашниот микрорегион бенефит од стимулацијата за млади земјоделци и отворањето фабрика во Пробиштип? Општините од потесниот регион во моментов не се во приоритетите за нови инвестиции, дислоциран е и владиниот пик, но затоа влегуваат во графата на општини со рурални карактеристики. Дали реализацијата на третата странска инвестиција во најава во Пробиштип ќе значи намалување на невработеноста во потесниот регион? Планирана е во општина каде најблиско гравитира Чешиново Облешево. Во Виница странските инвестиции се концентрираат доволно, затоа во моментов да не е приоритет на владата. И Кочани последните 2 години доби 2 нови странски инвестиции во Амфенол и Антура, кои најавија тенденции на проширување. Зрновци се чини дека има третман на типична рурална општина, кога се во прашање инвестициите. 3 нови странски инвестиции со кои ќе се отворат над 1200 работни места, најави неодамна премиерот Груевски.
Едната компанија од автомобилската индустрија и ќе гради фабрика во Пробиштип, каде ќе бидат отворени нови 280 работни места. А втората е германска компанија која се занимава со производство на електрични уреди, која ќе инвестира во технолошко-индустриско развојната зона Скопје и ќе бидат вработени околу 500 лица. Според најавите, интерна одлука за инвестирање во Македонија има донесено една швајцарска компанија која произведува соларни панели, таа ќе инвестира 11 милиони евра во зоната во Скопје. Владата годинава ќе исплати по 10.000 евра за секој млад земјоделец со цел да ги стимулира младите кои сакаат да отпочнат собствен земјоделски бизнис, што особено се однесува на општините Кочани, Виница, Зрновци и Чешиново Облешево, како подрачја во кои е застапено земјоделството. На неодамнешната годишна конференција на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН, Груевски истакна дека договорите за годинава се склучени и оти останува земјоделците да ги реализираат планираните инвестиции и да ги достават документите до платежната агенција за да им бидат вратени во целост инвестираните средства до 10.000 евра. Агенцијата за вработување им нуди нова можност на работодавачите да ангажираат работници од групата невработени кои легуваат во категоријата на социјален ризик. Како подршка државата ќе им обезбеди и соодветни бенефиции, односно субвенции на платата на новоангажираните лица. Агенцијата за вработување деновиве објави јавен оглас од програмата за условен паричен надоместок за субвенционирано вработување на лица во социјален ризик. Со огласот се повикуваат заинтересираните работодавачи кои имаат потреба за вработување на евидентирани невработени да ангажираат лица кои се корисници на социјална парична помош, лица кои до 18 годишна возраст имале статус на деца без родители и родителска грижа, или пак лица кои биле корисници на програмата за условен паричен надоместок за средно образование. Исто така, повикот се однесува и за вработување на членови на семејства кои се корисници на постојана парична помош и детски додаток, како и за жртви на семејно насилство кои се сместени во шелтер центри или чиј што месечен семеен приход по член на семејство во годината пред годината во која аплицираат да е понизок од 50% од последната просечна нето плата објавена од Државниот завод за статистика. Со огласот можат да бидат вработени и лица кои биле корисници на државна стипендија во последните 15 години и чиј што месечен семеен приход по член на семејство во годината пред годината во која аплицираат да е понизок од 50% од последната просечна нето плата. Исто така опфатени се и лица до 29 години, чиј што месечен семеен приход по член на семејство во годината пред годината во која аплицираат е понизок од 50% од последната просечна нето плата. Износот на субвенцијата за плата ќе зависи од изборот на работодавачите за кој модалитет на погодности ќе се одлучат. При тоа тие можат да добијат 6-месечна субвенција на бруто платата, со обврска работникот да се задржи дополнителни 6 месеци на работа. Исто така, може да се добие 6-месечна субвенција на нето платата и 60-месечно ослободување од плаќање придонеси од задолжителното социјално осигурување. Или пак 6-месечна субвенција на нето платата и 36-месечно ослободување од плаќање придонеси од задолжителното социјално осигурување и персонален данок на доход, со обврска работникот да се задржи дополнителни 12 месеци на работа. Заинтересираните работодавачи кои сакаат да ангажираат лица во социјален ризик, пријавите можат да ги поднесат до центрите за вработување најдоцна до 8 јули. Програмата за зачувување на природата во Македонија го објави вториот повик за предлог проекти на Сдруженија за зачувување на природата и Брегалничкиот регион. Приемувањето на заинтересираните граѓански здруженија е до 20 јули. Програмата за зачувување на природата во Македонија го објави вториот повик за предлози за да ги поддржи здруженијата во реализација на мали проекти во Брегалничкиот регион, кои ќе придонесат кон зачувување на природата и биолошката разновидност, подобрување на капацитетите на локалните засегнати страни за зачувување на природата, како и одржливо користење на природните ресурси во регионот. Главна тема за овој повик за проекти е зачувување на природата. Секој предлог проект треба да вклучи и два вида активности: инвестициски од мал обем кои се насочени кон зачувување на природата и активности кои се насочени кон подигање на јавната свест за јакнување на капацитетите на локалните засегнати страни, како и промоција на позитивни примери за зачувување на природата.
Во рамки на овој повик за предлози подобни апликанти кои можат да поднесат пријава се здруженијата кои се регистрирани во Република Македонија и кои имаат претходно искуство во спроведување на проекти и активности во областа на зачувување на природата или одржливо управување со природните ресурси. Организацијата, односно здружението, треба да биде регистрирано најмалку 6 месеци пред датумот на објавување на повикот. Еден апликант може да достави само една пријава за грант, а за да биде подобен за финансирање, предложениот проект мора во целост да се реализира во област која е физички дел од хидролошкото сливно подрачје на реката Брегалница. Предлог проектите треба да вклучат активности поврзани со зачувување на биоразновидноста и георазновидноста, заштита и реставрација на екосистеми и загрозени видови, подобрување на состојбата и управување со области кои се од значење за биолошката разновидност, како и подигање на свеста за зачувување на природата и промоција за одржливо управување со природните ресурси. Максималната финансиска поддршка од програмата за зачувување на природата во Македонија, која може да ја добијат апликантите за имплементација на проектот, е 560.000 денари. Апликантите треба да достават електронска верзија во PDF формат за апликација за грант, и тоа најдоцна до 20 јули на имејл адресата jasminka@bregalnica_ncp.mk. Програмата за зачувување на природата во Македонија ја финансира Швајцарската агенција за развој и соработка. Градежна механизација на јавното претпријатие Македонија Пат работи на асфалтирање на последниот 1,5 километар од патниот правец што ги поврзува селата Видовиште и Теранци. Со тоа наскоро општините Зрновци и Чешиново Облешево ќе добијат директна патна врска со асфалтиран коловоз што ја чекаа со децении. Со асфалтирањето на последниот 1,5 километар од коловозот, во завршна фаза влегува изградбата на патниот правец Видовиште Теранци. Градоначалниците на двете општини, Зрновци и Чешиново Облешево, низ кои минува делницата и ќе представува директно поврзување за нив, дојдоа на лице место за да се уверат како тече изградбата. Нивна оценка е дека се работи за капитален објект, што решава една од најголемите пречки во меѓусебната комуникација на жителите од овој регион. Градоначалникот Личков рече дека од јавното претпријатие Македонија Пат, чија градежна механизација работи на изградбата на патот, добиле ветување оти до асфалтирањето на последната делница од патот ќе заврши во максимално краток период. Во текот на вчерашниот ден започна се асфалтирањето на регионалниот пат што ја поврзува населените места село Видовиште и село Теранци. Значи се работи интензивно, се надеваме до крајот на неделата да заврши овој потек со должина 1000 до 500 метра. Со ова ќе го решиме еден голем проблем што децени назад го имаме со општина Зрновци, значи веќе поврзување имаме до сега што требаше од село Видовиште да се стигне до село Облешево или до другите градови, а скратуваме километража од 20 километри и со понатамошното соработка со благодарение на владата, значи продолжуваме со овој пат кон село Кучичино и понатаму продолжуваме во текот на наредните години со поврзување со општина Карменци или поточно од село Борилчо кон село Аргулица. Освен скратувањето на должината на патување до Штип и Скопје, жителите на општина Зрновци привремено ќе добијат и алтернативна сообраќајна врска поради проблемите што ги имаат со оштетувањето на мостот на Брегалница на делницата кон Градовци. Ова е историски ден за нас. Навистина овој проект беше еден од најпосекуваните проекти. 50 година назад граѓаните, значи од овие населени места бараа да оваа делница биде изградена и еве конечно, значи се завршува и навистина, значи се скратува за десетици километри излавањето на магистралниот пат Кочан и Штип и навистина преку изградбата на овој пат јас лично сметам дека ќе дојде до голем економски развој на општина Зрновци и на општина Чешиново Облешево. За следната година е предвидено да се доизгради делницата од Теранци до Кучичино, а во 2017 и последните километри меѓу Борилчево и Аргулица, со што целосно ќе се добие нов регионален патен правец од Виница до Штип. Целосната должина на новоизградената и асфалтирана делница изнесува околу 2,5 километри, за што од јавното претпријатие за државни патишта беа обезбедени околу 24 милиони денари. Според најавите, до 2017 година планирано е да се изгради и асфалтира земјениот коловоз во должина од 10,6 километри, за што ќе се потрошат уште околу 35 милиони денари.
Тенкиот семеен буџет во микрорегионот нема да се оптовари со повисоки давачки, туку напротив. Регулаторната комисија за енергетика одлучи да ја намали цената на електричната енергија за 0,33%. Иако претходно се очекуваше нејзино зголемување, најновата одлука ќе важи веќе од среда. На изненадување на граѓаните, од 1 јули електричната енергија нема да поскапи, туку ќе поевтини. Оваа вест има потенцијал да ги израдува корисниците од Кочани и Виница, но и околните општини, од причина што источниот крај и онака е најсиромашен во државата и секоја корекција во цените значи силен удар по и онака тенкиот джеп. Регулаторната комисија за енергетика одлучи намалувањето на крајната цена за тарифните потрошувачи да изнесува минимално, односно 0,33%, или домакинствата ќе плаќаат 4,45 денари за потрошен киловат час струја, наместо досегашните 4,47 денари. Според слободна проценка, сметката за струја наместо 2000 ќе изнесува 1993 денари или 7 денари помалку. Новата цена ќе важи до 1 јули наредната година. Пониска цена за 2,91% ќе добијат и компаниите кои се снабдуваат со струја на слободниот пазар. Според правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход, компаниите имаат обврска до 15 мај секоја година да пополнат повеќе табели. Истите вклучуваат трошоци за инвестиции, пренесени трошоци, маржа, продажна цена по киловат час, материјали, енергија, резервни делови, тековно одражување, ремонти и осигурување на градежни објекти и опрема, бруто плати, награди, амортизација, технички загуби и увоз на струја. Но регулаторна не ги зема сите предвид при одредување на крајната цена за киловат час. Според правилникот, од цената на 1 киловат час струја што ја плаќаат граѓаните, 50% оди за Елем, 6% е за Мепсо, а 44% на сметката на Евана. Инако последната корекција на цената на струјата беше лани во јули, кога 1 киловат час скокна за 3,5 денари и скапата тарифа достигна 4,19 денари. Единствено прв пат по 7 години редовно поскапување, струјата поевтини за 5% во 2013. Фолклорниот ансамбл Китка ќе биде македонски представник на интернационалниот фолклорен фестивал Велес 2015. Фестивалската програма ќе трае безмалку една недела. Велес годинава е прогласен за град на културата. Фолклорниот ансамбл Китка од Истибања ќе биде македонски представник на 12-тото издание на интернационалниот фолклорен фестивал Велес 2015. Фолклористите на Китка ќе настапат на 1 јули во колажна програма со ансамблите Тина Данце Студио од Естонија, Хатегна од Романија, Силистра од Бугарија, Живинице од Босна и Херцеговина, Валури Ледунари од Романија, Градишче од Унгарија и домакините Распејани Велешани. На овој фестивал ќе земат учество 8 земји од европскиот континент, а од Македонија како представник е токму фолклорниот ансамбл Китка од Истибања. Фестивалот не е многу одамнашен, понов е 12-то издание, но сепак по својот квалитет си го најде своето место помеѓу фестивалите во Република Македонија, а нашиот ансамбл да биде дел од фестивалот во Велес е навистина големо задоволство, затоа што и нашиот ансамбл е еден помеѓу врвните во Македонија и со поканата навистина многу не зарадува организаторите на фестивалот и навистина ќе бидеме тие што ќе се потрудиме да ја оправдаме довербата што ни е дадена. За настапот во Велес е подготвена специјализирана програма со адаптација на еден сегмент од богатото македонско фолклорно наследство. Конкретната содржина, своето оригинално потекло го има токму од Истибанскиот крај. На фестивалот во Велес, нашиот фолклорен ансамбл Китка од Истибања ќе настапи премиерно со обичајот истерување на чумата, кој што навистина така е сценски поставен со 12-минутна програма, кој што обичај е карактеристичен и специфичен токму овде за Истибања и ќе биде во автентична верзија направен со автентични песни, нашето женско вокално трио, оркестарот од народни инструменти и играорниот состав, така што со оригинални реквизити кои што се изедувал самиот обичајот и ората кои што навистина се бисери на фолклорот од регионот на Истибања. Одржувањето на 12-тиот интернационален фолклорен фестивал Велес 2015 годинава е во рамки на целогодишната културна манифестација Велес град на културата под покровителство на Министерството. Фестивалот свечено се отвора во вторник навечер. Фестивалската програма ќе се одвива во амфитеатарот и Младинскиот парк.
Во продолжение спортскиот блок, информацијата се однесува на локалната инфраструктура за спортување и рекреација. Оделението за комунални работи општина Кочани ја реализира редовната годишна активност за одржување и санирање на оштетувањата на повеќе наменските спортски игралишта. Се поправаат реквизитите, а наскоро треба да се замени дел од подлогата од вештачката трева на теренот кај гимназијата. Започна поправката и санирањето на оштетувањата на реквизитите и опремата на повеќенаменските игралишта во Кочани. Од локалната самоуправа, под чија надлежност се тие, велат дека станува збор за редовна годишна активност, со оглед што од надврешните атмосферски влијанија, а и од употребата, доаѓа до амортизација и оштетување на реквизитите. За оваа намена се користат средства од буџетот на општината предвидени со ставките за редовно одржување на спортските терени, а набавката на опремата и поставувањето го изведува фирмата Имако од Гостивар, која ја доби тендерската постапка. Активности преземаме секоја година. Вршиме поправки на оштетени елементи, како што е оградите, скршени кошеви, пошто се спортува тамо, нормално е дека ќе се оштетуваат. Значи, оваа година ги поставуваме и мрежички на сите стативи и на сите кошеви, во општо на сите повеќенаменски игралишта во Кочани. Целосната замена на оштетените реквизити ќе се реализира на сите повеќенаменски спортски игралишта во градот, каде по претходно извршен увид е констатирано дека постои потреба од замена или дополнување на оштетената опрема. Според одговорните во општината, наскоро треба да се обнови и подлогата со вештачка трева на спортскиот терен во дворот на гимназијата. Во гимназијата во теке набавката на вештачката трева, ќе се обнове тоа, ќе се постават сите оштетени работи. Целосно не можеме да го заменеме, да ја заменеме вештачката трева, него тие оштетени елементи ќе се поправат и ќе се санират. Задоволство што имаат услови за спортување искажуваат и најмладите, кои редовно ги посетуваат повеќенаменските игралишта. Секој ден доаѓам и играм фудбал, а игралиштето е многу убаво. Мречките беа скинати, сега ќе ги поправат, пак ќе играм фудбал. Интервенцијата за санирање на оштетувањето на реквизитите опфаќа вкупно 5 повеќенаменски спортски терени, вклучувајќи ги и оние во дворот на гимназијата. Од увидот што бил направен кај другите е констатирано дека тие се во добра состојба и во моментот не е потребна дополнителна интервенција. Дел од содржините се достапни на канал 8.mk. Гледавте вести. Пријатно.